Најшармантни мали градови во Европа според анкетите од 23 септември 2021 година. Кога планирате одмор во Европа, некои од првите дестинации што ви паѓаат на ум ќе бидат преполните градови, како на пример Париз во Франција, Лондон во Англија или Берлин во Германија. Секој од овие метрополи е неверојатно убава, но тие се далеку од се што може да понуди Европа. Со истражувањето на некои од помалите градови низ Европа можно е да се видат поавтентични традиционални страни на Европа. Ако планирате престојно бегство на континентот, еве само неколку од најубавите мали градови во Европа. Изберете неколку што ќе ги додадете во вашата маршрута за целосно да го искусите најдоброто од она што Европа го има подготвено за патниците. Портри во близина на брегот на копното на Шкотска има островски Синџир, а еден од овие острови е познат како Скај. Главниот град на Скај е Портри, оддалечено, но прекрасно место со поглед на самиот лох Портри. Пристигнувањето таму е половина од забавата, особено ако одлучите за пристигнување со траект. Портри е исто така познат по своите светли обоени куќи кои стојат во низа на само неколку чекори од плажата, Шингл и мирните води на пристаништето, Марсакслок. На островот Малта е мало, но живописно село наречено Марсакслок. Ова традиционално рибарско село на југоисточната страна на островот некогаш бил основа на римскиот храм посветен на богот Јуно, а денес е мека за оние кои ги сакаат сините води, свежа морска храна и пловењето. Можете да платите за да го поминете денот на рибарски брод или да се надградите на крстарење со едрилица долж брегот. Смоген. Смоген се наоѓа на западниот брег на Шведска, крајбрежна дестинација каде што пристигнувањето е половина од забавата. Кога ќе ја посетите со автомобил, ќе му придете на Смоген преку прекрасен мост, нудејќи панорамски поглед над заливот долу. Откако ќе пристигнете во Смоген, патете се кон пристаништето. Веднаш пред водата се гледаат мали куќички, обоени во светли бои. Некои домови се изградени дури и на карпи, а целото село е шармантно и чудно. Бивери. Во централна Англија, регионот наречен Котсволдс е исполнет со ридски пејзажи, широки отворени простори и обилно зеленило. Во центарот на Котсволдс се наоѓа малото село наречено Бивери, каде што изгледа како времето да застанело. Најиконската атракција во Бивери е линијата на колиби во Арлингтон Роу, каде сламени покриви се уште се предпочитаат меѓу изборот на локалните собственици на куќи. Познатиот американски предприемач Хенри Форд преку шармот на Бивери и куќите во низа беа најдобриот дел од Англија и постојат сите шанси да се согласите со неговата проценка. Гитхорн. Градот Гитхорн е еден од најстарите градови во Холандија, а неговата историја датира од флагелантите од 13 век. Каналите изградени за наводнување и земјоделство се насекаде во Гитхорн, давајќи им на многу од домовите и рестораните поглед на брегот. Бујното зеленило, уредените тревници и традиционалната архитектура само ја зголемуваат убавината на градот. Искористете го максимумот од вашето време во Гитхорн со обиколка со брод по каналот и фотографирање на многуте прекрасни мостови што се протегаат низ водата. Чески Крумлов. Пренесете се во средновековна бајка со посетата на Чески Крумлов во Чешка. Самиот град е поделен од водите на реката Волтава, а центарот на Чески Крумлов, барокните куќи, директно од 18 век се наредени низ улиците, отварајќи го патот до самиот замок. Без разлика дали сте желни да се впиете во детална архитектура или природна сценска убавина, Чески Крумлов има голем број на совршени гледки што никогаш нема да ги заборавите. Хусавик не е толку зафатен како Рејкјавик, но Хусавик во северен Исланд дефинитивно вреди да се посети.
Малиот град на широко се смета за главен град на Европа за наблюдување китови, а на летните патувања со брод за гарантирано гледате китови. Друга популарна забава на оваа неверојатно живописна дестинација е јавањето коњи. Исландските раси на коњи се достапни за возење на крајбрежјето, што е навистина неверојатен начин да се види пейзажот. Блед. Словенија може не е првата европска земја за која размислувате за природните убавини, но е потценета дестинација со некои од највпечатливите пейзажи на континентот. Еден пример е Блед, мал град на брегот на езерото Блед. Јулијанските Алпи служат како позадина за градот, а во центарот не само езерото се наоѓа мал остров на врвот со шармантна бела црква. Блед навистина изгледа како да е излезен директно од романтична бајка и треба да се види за да му се верува. Ронда. Околу градот Ронда во Шпанија се наоѓаат големи одморалишта како Малага и Марбела. Ронда сепак е чекор назад во времето и ќе најдете неверојатна колекција на историска архитектура. Еден од најпознатите урнатини во Ронда е арапската бања, која била изградена во 14 век. Преименувањето на мостот Пуенте Нуево преку клисурата Ел Тахо е веројатно најпопуларното нешто што може да се направи во Ронда, како и истражувањето на извртените тесни улички на стариот град. Зермат. Во срцето на швајцарските Алпи се наоѓа Зермат, познато како едно од најживописните места во Швајцарија. Во позадината на селото се издигнува Матерхорн, еден од највисоките алпски врвови и навистина неверојатно убавена покриена со снег. Се случува и Зермат да биде ослободен од автомобили, што помага да се зачува неговата традиционална атмосфера, без разлика дали планирате скијање во Зермат во зима или пловење на реката Виспа во лето. Дестинацијата е неспоредлива. Ротенбург об дер Таубер. Средновековниот центар на Ротенбург об дер Таубер е едно од најпривлечните места во цела Европа. Малиот германски град ги изградил своите градски зидини во 14 век, а голем дел од архитектурата во стариот град е слично застарена. Навидом недопрен од времето, Ротенбург об дер Таубер може да се пофали со средновековни палати, административни згради и традиционалните баварски полудрвени домови. Пешачките тури се најдобриот начин да се видат античките зидини и што е можно поголем дел од живописната архитектура. Егуишхајм. Блиску до реката Рајне и границата со Германија, Егуишхајм, француска дестинација за разлика од која било друга, на широко познат како еден од најдобрите области во производството на вино во Европа. Егуишхајм е сместен помеѓу зелените ридови и безбројните лозија. Куќите датираат од минатите векови, а улиците со калдрма не се поплочени. Ова е чудно, живописно место за престој во шармантно кафуле со чаша или две од локалното вино. Пераст. Крајбрежните одморалишта во Црна Гора се прекрасни, но тие можат да бидат преполни и исполнети со високи хотели и трговски центри. Спротивно на тоа е Пераст, мало село со само неколку стотици жители. Пераст е веднаш на вода, а погледите од неговите бетонски риболовни столбови и плажите со камчиња се прекрасни. Во заливот Бока се наоѓа островот Госпа од Шкарпијела или Богородица од Карпата, која е дом на изолирана, но иконска катедрала која е во фокусот на многу фотографии од брегот на Пераст. Халштад. Една од најубавите дестинации во Австрија е Халштад, кој се наоѓа на брегот на реката Халштатер или езерото Халштад. Со илјадници години луѓето биле привлечени кон Халштад поради неговите рудници за сол. Денес сепак главна причина за посета е пейзажот. Планините се издигнуваат директно зад мирното планинско езеро, а можете да најдете се од пештери до водопади, не само кратка прошетка од живописниот и историски центар на градот Халштад. Рейн. Во најсеверниот дел на Норвешка
се наоѓаат островите Лофотен, веројатно најживописниот дел од земјата. Тука нема големи метрополи, но ќе го најдете малото село Рејне. Не само што Рејн е главно место за восхитување на дивиот свет во нивните природни живеалишта или за поглед на северната светлина, туку е и неверојатно убаво. Од Рејн ќе видите чиста сина вода, бујни зелени пейзажи и впечатливи врвови кои се издигнуваат од водата. Домовите се речиси сите традиционални и обоени во иста светло-црвена нијанса. Позитано. Крајбрежниот град Позитано се наоѓа на италијанското крајбрежје Амалфи, но повеќето од неговите посетители се чини дека се дневни патници од блиските места како Соренто. Како резултат на тоа има помалку туристи во вечерните часови, додека погледите на плажата од светска класа остануваат. Поминете време околу пристаништето, каде што се наоѓаат поголемиот дел од сместувањето, рестораните и продавниците. Самото пристаниште е зачудувачки, но навистина оживува на зајдисонце. За незаборавна авантура изнајмете брод за да го видите брегот на Позитано од водата и навистина ќе можете да цените неговата убавина.